Телефоните се постојано околу нас. Од моментот кога ќе се разбудиме, кога нешто чекаме, во awkward тишините, кога јадиме, па и на место каде што најверојатно не би требало да ги носиме. Зафатено. Абе ти реков дека зафатено. Пушти снима. Абе не салам, перверзняк. Поентата ми е дека скоро во секој миг од нашите денови телефоните се постојано до нас. Да сме во некоја постојана потрага по најновата вест, најновото вирално видео и некако како да не можеме без нив. И што ако одеднаш телефоните исчезна, што ако повеќе не постоја. И моите 7 дена без телефон започна. Еј, па не си сериозна. На почетокот, бидејќи сепак беше тоа доста голема промена, се осеќав ко парализирано, ко кочено, како да немав шо да правам. И доста време лежев, буквално само гледајќи така во таванот, не правејќи ништо. И во таквите моменти доста често се случваше и да заспиам. Доста често заспивав така. Ама мозокот се повеќе ми се навикнуваше и наоѓав работи што ми го пополнуваа времето. Дали то биле нешто ситници низ дома, нешто да потфатам, да подрасчистам, па вежбање, дружење, шетање низ град, спремање нови видеа. Дури ми се сгреши да получам за нареден семестар. И така нови обврски се излегува, ги завршвав, се осеќав доста продуктивно, но сепак имаше моменти на така силна желба да видам нешто што има на Инстаграм, да подскролнам малце или да си пуштам видео на YouTube дур јадам. Се пополни таа празнината и во таквите моменти на голема силна желба да отворам телефон, дури на малце накратко, тој нагон го спречив со нешто што одамна го немам направено. Уклучив телевизор. И сега дај да видам што дават на каналите, дали ќе најдам нешто што ќе биде доволно интересно да ми го заземи вниманието. Стварно неќам ова е еден неделен предизвик да ми заврши само заради една желба 2-3 пати да скролнам на Инстаграм. Моментално Норвешка со Англија го дават фудбалот, ама тоа го знаем резултатот. Да видиме нешто друго што има. Нешто друго што не е спорт, дали ќе најдам што ми биде интересно. Маша! Леле Маша! Буквално ко дете си ја скапав гледање Маша, ама многу ја гледав Маша ко помало. Леле, што ме пати една носталгија. Се вративме на Кицо, телевизија 4, Марата 1 знаат да имат нешто интересно. Ова не ме интересира. Дали ова преводаџија? Да. Што мислите, овие ќе завршат заедно или нема да завршат? Не знам, овие не.
нема некоја хемија, некако колкочени двајцата се. Арно вели немате хемија, одете најдете некој друг. Дали вртањето на телевизиски канали, ти не можам да најдем ништо некако што ме интересира. Дали тоа се рачуна за doom switching во случајов? Оти буквално така се осеќам ко телевизискиот еквивалент на скролање на телефон. Врти, се само некои вести има, некои само спотои, музики, рандом шоуа што не ме интересират. Јас за да избегам од скролање на телефон, скролам на телевизор. Немам телефон в рака, ама имам делинско и со копчиња ми е моето скролање, со притискање горе-долу. Дури не се појави нешто. Скролање со дугмиња, буквално скролање со дугмиња. Cartoon Network, Gumball, а после Ninjago, ма дури во 2.5. Картунито или поранешен Бумеранг, моментално Scooby-Doo. Ова со децата што го отват. God damn. $25,000 за дец од 12 и 10 години и помали е damn. Guess ќе го гледам ова. Така да... И така, да речем се исто па исто, нешто врски низ дома, вежбање, шетање, подучување, смислување нови видеа, точно нешто наоѓав на телевизија, по некој утакмица од светското. Светското само што заврши, така моите 7 дена поминаја и конечно завршија. Јас сум човек што генерално не седи многу на телефон, кога гледаме, ако гледаме општо во споредба со просечниот човек на моја возраст, јас испаѓа дека воопшто не седам на телефон, што не е така. Тоа само кажува колку сме приврзани со нашите телефони. Ако тоа му е малку седење, што дефинитивно не е малку, е под просекот. Најтешко ми беше што сум се навикнала, не знам како, во така најмалите моменти каде што останувало, каде да речем, скрос никаква обврска, ништо да не треба да правам, да го фатам телефонот, дури да немам некоја голема потреба да видам што има, буквално само за да се пополни времето, да се подскрие тишината, ќе сум го фатила телефонот и тој ми беше најголемиот проблем во овие 7 дена. Дефинитивно требаше многу самоконтрола и дисциплина за да не го направам тоа. Ама ете, тоа помина и доста чудно ми беше тоа што кога не сме постојано на телефоните, колку само е тивко. Колку само нема нешто да ти бучи постојано, да ти зборува некои музики, да вртат нешто. Да, и музика не уклучува во овие дена. А од друга страна, велам тивко, ама сепак тие тивки работи некако станаја погласни. Например, кој би рекол дека фрижидерот е толку гласен, што дури го слушав пред да заспиам, како бучи, па чукањето на сатот, птиците надвор ми се слушаја како погласни, колите кај што поминуват на улица, како појке да ги заприметвав, претходно кола да не поминувало, што знаеме дека не е точно. Кој е мојот заклучок
од ова една недела. Значи, на социјалните медиуми користењето на телефоните се представува како наш голем непријател на продуктивноста, на нашето ментално здравје, на не знам шо, ама сватив тоа што немав толкав контакт со телефонот, сватив колку само тоа се корисни телефоните. Прво, колку ни е лесна комуникацијата со самото присуство на интернетот, тоа е значи нереално. Колку брзо може да се стигне до некоја информација, лесно можеме да научиме нешто, лесен пристап до забава, па тука се и можностите да гледаш календар, да местиш аларми, да можеш лесно да се снаѓаш низ било кое место во светот со уклучување, доколку имаш интернет, да уклучиш мапи, што кога пред телефоните баш тоа се случувало, буквално треба да имаш физички лист, мапа, сега го имам цел свет во моите дланки. Тоа некако е фасцинантно, кога ќе се види, кога ќе се помени вака, минимум една недела без таа можност. Сваќаш дека телефонот е доста корисен. Кој за многу други работи во животот, така и за телефоните. Сметам дека доколку се користат умерено, доколку не се злоупотребува таа привилегија што буквално претходно во човештвото, најголемиот дел од човештвото не ја имал, доколку се користи паметно, доколку научиме како да ни поможува, а не да ни одможува во нашите животи, дефинитивно телефоните не се нешто што треба целосно да го исклучиме од нашите животи. Буквално, како што реков, се корисни за многу работи, за комуникација, за наоѓање на различни информации, за нешто да научиме. И кога сме кај учењето, нешто што, да речам, најмногу страдаше за овие 7 дена е мојот Duolingo стрик. Јас бев подложна на сајбер птичјо насилство. Значи, тој зелениот токсичен буф мене ми испраќаше закани преку мејл, па дури ми навести тајмер на телефонот од негде 2 сати. Буквално личеше ко да е тајмер за некоја бомба или нешто, и малце ме уплаши дека толку една апликација може да има способност да ти го контролира телефонот. Тоа беше едно искуство што не мислев дека ќе го доживам во овие 7 дена. Дефинитивно. Ама да, сепак на крајот испаднав здрава и жива, ништо не ми експлодира. Тоа е. Еве, ако го видиме мојот screen time, пак ќе испадне дека многу сум седела, посебно во недела, скоро 4 сати, ама 2 од тие сати буквално беа заради што ми беше отворена апликацијата за берење на албумот на светското, бев на менјажа, главно нешто апликации за комуникација као Messenger, тоа што е малце Instagram отворен, тоа буквално исто заради комуникација, не скролав воопшто, значи јас поима немам што се случуваше ова претходна недела во светот, да речем, во Македонија во светот, значи поима немам. Така нешто ете YouTube Creator Studio со видеата, нешто минимално на Safari што сум отворала, баги време е камерата отворена за снимање, доста снимав ова недела и то баги одземе. Најмалце што сум користела е во сабота, на 18 јули, дури само 10 минути, то мислам дека ми е рекорд. Не знам дали некогаш од кога сум имала телефон сум го користела толку малце, само 10 минути, то ми е стварно импресивно.
се моите статистики од screen time. Прачала телефоните да ги користите паметно, знаете што правите, бидејќи сепак може да не бидат голем сојузник во нашите животи, да бидат од доста голема помош. И фала ви што го гледавте ова видео, се надевам ви се допадна, доколку ви се допадна ставете лайк, subscribe и се гледаме во наредно видео. Чао!